Рез на 40% од буџетските корисници преку спојување, но изгаснување на повеќе институции согласно врските кон Европската унија. Ке се укинуваат и кратат места во управни и надзорни одбори. Целта на владата е Македонија конечно да добие мала, но ефикасна и сервилна администрација за граѓаните. Министерот за јавна администрација Горан Минчев најави пакет закони кои што ќе ја реформираат, департизираат и намалат пренатрупаноста во јавниот сектор. Сведоци сме дека постојат институции со понеколку вработени по партиска, роднинска или политичка линија и во наредниот период внимателно ќе разгледаме. Ке имаме и широка дебата и ќе пресечеме, подвлече министерот Минчев. Мислам дека представуваат добра можност да почнеме со минимално кратење на така наречените управни и надзорни одбори или пак усогласување на бројот на членови на тие управни и надзорни одбори. Секако дека во рамки на зородото на тој закон следи една општа функционалност, односно спојување на одредени институции во други, со кои што практично ќе влеземе во еден процес кој што ни е обврска од Европската унија, а тоа е кратење на 40% на буџетските корисници. Главен акцент периодов ќе биде ставен на Академијата за јавна администрација, во која ќе се обучуваат не само новите административци, туку и оние со долг стаж. Франција, која што има 80 годишно искуство во обука на административци и понуди помош на Македонија, ставајќи ги на располагање обучувачите и искуството од нивниот Национален институт за јавна администрација. Францускиот амбасадор во Македонија, Кристоф Ле Риголер, вели дека најбитно од се е однесувањето на административецот, кој треба да поседува и менаџерски способности. Во француското искуство на обучување, главен акцент е ставен на однесувањето и поведението на административецот. Трансформацијата на јавната администрација на вистина значаен елемент за трансформирање на општеството и негова европска интеграција, но освен важноста за европската интеграција, трансформацијата на јавната администрација е важна и за продобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните. А ефикасна јавна администрација значи и ефикасни институции во служба на граѓаните. Македонската јавна администрација со години е една од најчистите теми во јавноста. Со години проблемите се системски: политизација, нефункционалност, недоволна дигитализација и недоверба на граѓаните. Секој обид за реформа до сега наидуваше на отпор поради судир меѓу политичкиот и јавниот интерес. Во јавниот сектор во Македонија се активни 1371 институција. Во однос на Министерството за информатичко општество и администрација, во однос на 2022, бројот на вработени во институции од јавниот сектор за прв пат е намален за 495. Анализите покажуваат дека со секоја промена на власта од 2018 навака имало значителен раст на административците.